Почитувани гледачи на Mnet телевизија, добро дојдевте во уште едно октомвриско издание на Интерактив. На нашата телевизија денеска ќе имаме можност и на некој начин ќе бидеме почестени да разговараме со можеби најупатениот човек од областа на рударството и обоените метали. Денеска ќе разговараме со менаџерот Николајчо Николов, кој што ќе ни ги открие тајните на земјата. Велат, во каменот е животот и во каменот е содржината на милионското постоење на самата земја. Дали е тоа така како во овие временски услови во 21. век се соочуваме со предизвиците на производството, на вадењето на богатството од каменот, ќе ни објасни господинот кој што целиот живот го поминал во изнаоѓање на најдобри решенија за пројавување на повисоко ниво во менаџерските води и во тоа секако успевал. Но за почеток ние би сакале да го прашаме што мисли за нашите нови почетоци, за нашиот нов порив и амбиција и ентузијазам да почнеме со отварање на нов медиум. Добро дојдовте во нашата програма и наискрено ние често што сте гостин во ова да некој начин празнично издание на Интерактив за нас, бидејќи почнуваме со нови сили, нови моменти, уште една телевизија на ова регионално небо. Како мислите, дали ќе успееме во нашите намери? Јас ве поздравувам и ја поздравувам идејата да се отвори нова телевизија, Mnet. Убаво ви е името, ви честитам на храброста, затоа што секое стварање во денешно време значи и големи обврски. Јас по принцип сум оптимист и сум оптимист дека вие ќе успеете, се разбира, ако добро го направите темелот, ако добро го поставите на вашата телевизија. Значи, има телевизии доста во Македонија, локални, регионални и така натаму, но гледаме појавување, често исчезнување на телевизиите, веројатно е една од причините што не е однапред поставен основниот концепт. Мислам дека вие тоа ќе го направите и дека вашата телевизија ќе биде успешна, особено што се работи за еден голем регион, покривате голем регион, седиштето е во Штип, што е уште подобро, така да ќе имате сигурно предмет на работа, предмет на информирање, но сметам дека се надминати сензационалистичките изјави и информации, затоа што народот се засити од тоа. Народот бара да биде правилно информиран и таа правилна информираност да се повторува, да се докажува во животот. Мислам дека вие тоа ќе можете и ќе успеете. Јас ви честитам и на храброста ви посакувам да бидете долготрајна телевизија која ќе работи на нашите простори. Ние ќе ги оправдаме вашите очекувања, барем ќе се потрудиме во тој сегмент, но би ве запрашала за почеток само дали сметате дека од областа на рударството, на медиумите беа исцрпени дословно сите теми, дали на самата реалност, на самата јавност и беше прикажана реалноста за по тоа во кои услови функционира рударството, што најмногу ви тежи на овој дел и дали сметате дека имавте доволно простор да го кажете тоа што на вистина е реалност и вистина? Прашањето е многу добро. Мислам дека не е исцрпен нити просторот, нити информациите за рударството, можеби се исполни просторот со некои сензационалистички информации, вести против рударството. Чувме многу различни и многу лоши пораки, да кажеме беше многу застапена рудници на смртта. Знаете, некој да изговори таков израз, јас сум имал и директен контакт со тие луѓе што ги изговорија тие зборови, да се каже рудници на смртта, да кажеме еве Бучим лани направи 40 години од своето работење. Во Бучим немаме регистрирано професионално заболување. Бучим прави максимум за заштита на животната средина. Бучим има мониторинг, постојано мерење на прашината во воздухот, тие озлогласени PM10 честици, можете да проверите и вие како телевизија и препорачувам тоа да го направите. Онлайн се информациите на
факултетот во Штип да се провери и ќе видите кое е загадувањето во нашата околина. Овде не поминува 20 микрограми по метар кубен PM10 честици, екстремни случаи дали има 30, но никогаш нема тој дозволен максимум 50 микрограма. Тоа е само еден елемент со кој и вие како телевизија и ова вашето прашање дали се исцрпени сите информации можеме да го негираме тоа, а се со цел нашите луѓе, нашите медиуми, нашите гледачи да бидат правилно информирани и со правилното информирање да може да носат и правилни мислења, правилни одлуки, правилни заклучоци. 16 години сте на раководната функција во овој гигант, стопански гигант, кој од 1979 година на градот Радовиш му даде сосема нов аспект на функционирање, обстојување, стопанисување, едноставно го подобри, навлезе во порите на секој семеен живот, секој радовишенец стана горд затоа што припаѓа овде. Во овие 16 години со кои се предизвици вие се соочивте? Да, точно, годинава навршуваме 16 години од работење, менаџирањето на Бучим. Да подсетам дека Бучим западна во криза во 2002 година, отиде во ликвидација и благодарејќи на нашата фирма Солвеј, која тогаш го купи за значителни пари, тогаш ложи Солвеј 9 милиона и 200 илјади евра за Бучим, успеавме од тогаш наваму да му ја повратиме гордоста и на градот и на Бучим како рудник и воопште на средината. Значи во однос на предизвиците, дали имавте и проблеми кога се стануваше збор светските берзи, цената на обоените метали? Имаше ли континуитет или имаше повремени искушенија кога се водуваше во прашање обстанокот на самото рударско стопанство, конкретно на површинскиот коп? Се гледа дека сте во тек и ги пратите, можеби повеќе од овие 16 години. Ние како Бучим и обоените метали во Македонија, кои рудниците за обоени метали кои се реактивира од 2005 година, нашиот рудник е реактивиран од крајот на 2004, односно почетокот на 2005 година, Саса од 2006 година и со мали успони и падови другите рудници Злетово и Тораница. Така да во дадениот момент сите рудници работат со полн капацитет, но кризи на берзата има, значителна криза беше и за нас забележлива на крајот на 2008 и почетокот на 2009 година, кога цените на обоените метали енормно паднаа и ние го прекинавме производството во време од 40 дена, стоевме. Тогаш почувствувавме и ние како менаџери, но и сите вработени, што значи еден, како што рековте вие, гигант, ваков гигант, кај што работат околу 700 луѓе, да престане со работа. Имавме среќа што таа криза траеше многу кратко и веќе од 10 февруари 2009 година почна да се нормализира ситуацијата. Ние имавме само времено отпуштање на работници и тоа е тешка фаза, но сите си прима плата, законски определениот минимум и се вратија на работа сите за 40 дена. Дај Боже да се не повтори таа ситуација. Сега имаме нова криза, нови предизвици и јас би сакал со ваша дозвола да кажам и што како работиме ние денеска како во сегментот на пандемијата, општата светска пандемија, значи многу сектори се затворија, имаме бележење на драстичен пад на сите економии. Како пандемијата влијаеше врз вашето функционирање во производството? Јас сакам да кажам и да им порачам на оние кои се уште има критизери на рударскиот сектор, дека и во ваква тешка пандемија, во вакви тешки светска криза, рударскиот сектор, особено рудниците за обоени метали, се најмалку погодени, да кажам непогодени, од причина. Ние предметот на работа го имаме тука, значи рудата е тука, не треба да чекаме да се донесе, довезе и така натаму. Менаџерите мора да си организираат својата работа, транспортот на потребните репроматеријали функционира во нашава држава, извозот на готовите производи функционира,
и едино што зависиме е да имаме здрави работници, а ние ги применуваме сите познати за нас мерки да обезбедиме услови да нашите работници не бидат зафатени со оваа болест. За сега тоа така се одвива, максимални мерки на предосторожност применуваме и тоа е формулата. Цените на обојните метали се добри на берзата, затоа што металите требат и во криза и кога не е криза. Ние особено произведуваме бакар. Бакарот има и перспектива, не може да се развиват возила без електромотори, значи кај што се користи бакарот како репроматеријал. Не може да се развива индустријата воопште без бакар, а бакарот во светски размери го има се помалку. Така да сите тие не по наша заслуга ни идат податоци, ни идат во прилог, тоа треба да се искористи, но сакам да кажем дека во овој сектор нема отпуштање на работници во овој кога што е популарно, немаме барање до државата за субвенции, немаме смалување на платите, така да мислам дека пораката е дека оние кои и понатаму се против рударскиот сектор треба да подразмислат, да видат дали се во право, затоа што овие вакви времења и вакви пандемии како што се прогнозира не е ова прва, нема да биде ни последна. Прашање какви кризи све доаѓаат, а светот и економиите мора да опстанат. Без економија нема опстојување, нема нормален живот. Велите дека не ги користите бенефитите од државата во однос на субвенционирање на плати или останато, бидејќи сами стоите на здрави нозе. Но она што штипјани многу ги зачуди, на некој начин им стана интересно кога Бучим се имплементираше буквално во коритото на реката Отиња. Тој камен е како декорација, меѓутоа го направи наеднаш онаа промена и на визуализација на самиот простор и на некој начин, велиме, се побратимивме со камењата. Како се одлучивте да донирате, да инвестирате? Не е само ова ваше. Вие постојано се грижите за здравјето на децата, помагате на социјални групи. Колку тоа Бучим како капитален објект се грижи за да биде застапена хуманоста, солидарноста и на некој начин да го пропагирате хуманизмот во самото општество, што е во некој случај во Македонија во дефицит. Да, ние Бучим дефинитивно ние се сметаме за општествено одговорна фирма и се трудиме да помагаме секаде кај што можеме. Ние го помагаме спортот, помагаме училиштата, сите училишта, особено најмалите дечиња во детските градинки со она што можеме. Имаме лимитирани средства, меѓутоа секој месец издвојуваме за помош. Она што го спомнавте за Штип, јас морам да кажем, мене лично ми е гордост што се укажа прилика да реката Отиње се украси со бучинскиот камен. Со тој камен се направени многу огради и многу зидови во источна Македонија. Мене лично ми е мило што е тоа и во реката Отиње, особено што јас средното образование го имам завршено во Штип и сметам и личен придонес за она да се разубави Штип, да се разубави реката Отиње и тоа го направивме со посебно задоволство. Морам да кажам дека многу упорен во тоа беше поранешниот градоначелник, кој имаше визија, господинот Захариев, кој имаше визија за тоа како треба да се направи, беше многу упорен и ние тоа со заеднички сили го реализиравме, но како што велите останува, тој трак останува, се приближивме можеби како Радовиш и Штип, а особено што ние и онака се приближуваме новиот рудник за кој веројатно ќе стане збор покасно, Боровдол, 1/3 од територијата на Боровдол е во собственост на Штипската општина и ние моравме и во Штип ја презентиравме програмата за заштита при работа, програмата за животна средина пред штипската публика, кај што наидовме на подршка. Уште ова прашање за крај на интервјуто, ќе ве молам да ни дообјасните дали може да се случи нова ера во Бучим. Велите дека оваа година е значајна за Бучим. Што значи тоа?
Ова година е помногу значајна. Знаете, година кога почна 2020 година беше прогласена ќе биде година на ангелите, година на убавини, но на жалост тоа не се покажа. Ова е година на пандемијата, на невидената и нечуена во нечуени размери ковид пандемијата, и ние се соопаѓаме со тие, да кажам, и ако може да се каже негативни движења, бидејќи до крајот на годината кај нас званично завршува експлоатацијата на рудата од површинскиот коп. Нашиот површински коп, кој има повеќе рудни тела, ќе продолжи да работи, ние ќе продолжиме со експлоатација во помали количини на руда, ќе почнеме со доистражување, но завршетокот на оваа етапа представува и предизвик за идните генерации, бидејќи, знаете, нашиот владика дедо Стефан во една прилика кажа еден убав збор: тамо кај што течела реката, пак ќе тече. Сакам да кажам, тамо кај што имало руда, ќе има уште. Јас сум лично оптимист и мислам дека тоа не значи дека е крај на експлоатацијата на бакарната руда во овој регион, особено што Боров дол представува исто рудно тело. Ние ќе продолжи со Боров дол, успеавме да овозможиме продолжување на векот на работа на Бучим за минимум следните 10 години, значи и следните генерации да може да работат, но очекувам дека со дополнителните истражувања на овој локалитет ќе се пронајдат уште интересни количини, а се со цел да генерациите кои доаѓаат имат предмет на работа, имат можности да развиват нови истражувања, нови истраги, нови предизвици кои ќе значат пред нас. Многу ви благодарам за ова учество во нашата емисија. Почитувани гледачи, секој крај значи нов почеток. Од некој друг аспект, можеби рудникот Бучим, како што се е најавено со постојани научни истражувања и испитувања, ќе се откријат нови наоѓалишта, бидејќи Македонија е древна земја, пребогата со рудни наоѓалишта. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден.